Проблемот конкретно настана кога пред 4 години, пред 3,5 години, скоро 4 години, овој дел од патот е затворен. Еден дел. Овој друг дел е наводно вратен со закон за денационализација, иако никаде во закон не стои дека со закон за денационализација се враќа улица. Тоа е улица на 40 кусур 50 куќи, у некои куќи има плюс по 2-3 семејства, што значи над 70 семејства сме без пат. Тука не постои друг пат. Не можеш да бидеш вклучен на автопут, нема друга опција. Хеликоптер немаме, не постои опција да дојдеме, да влеземе и да излеземе. Уште една дупка во законот што они ја наоѓаат, демек дуп паднал, стариот дуп не важи, нов цртаат, па ќе го исцртаат, па не е готов. Нас не интересира дуп. Значи, ние имаме куќи, плаќаме порез, имаме платена улица и бараме улица. Нас само тоа не интересира. Не можеме ние 10, 20, 40, значи 42 години да не можеме да влеземе дома. Најбитна работа во сето ова е што нас плацеви не ги има продадена општина. Ние немаме купено на диво, немаме изградено на диво, имаме документ за секој плац, урбанистички план за секој плац, приватизација на секој плац, на секој имот, на секоја куќа. Значи, и следствено на тоа плаќаме порез за секое семејство. Овој го загради пола пут тај мрежа, овој го загради од овут и иди па работи. Поштено да збориме, нема нега капацуеме njega, општина е крива, зашто ga е врнала пут на собственост, на пред 50-60 години. Туј е најголема кривица. И жалимо си и Додише и снимаше и све тој, до сега ништа. Ете, 3-4 години, море 5 години има, 5-та година, ми не може да улегнемо ни да докараш песа, ни цигле, например, ни дрва да укарамо за зиму. Нема, не може да укарамо и готово. Решение постои. Добро волја на градоначалника и на негову партија. Што да се направи? Да одобри средства, да улегне план, улица да улегне у план, у проекат и да се што најскоро реши. А не да се само со советување живи. Значи, проблем е општина. Проблем е не овој градоначалник, него и пораносни градоначалници се проблем били. Али конкретно сега како иде ситуација, некој мора да ga реши. И негде мора да почнеме проблем да го решаваме. Проблем е да се искочи, да се трасира пут, да се каже туј ќе се искача и не да се тампонира само, него тражимо да се асфалтира. Дали ќе е СДСМ на власт, дали ќе е ВМРО на власт, не е битно. Нас не интересира проблем да ни се реши. Ниту градоначалник, ниту било кој од општина нема влезано тука да види ние како живееме и каде живееме. Тој ќе си дојде доле, ќе си седне лепо фино, кафенце, муабет, сокче пред избори. И толку, после избори не познава. Еднаш да влезеше, да ни ја види маката. Не мора да го направи, ама еднаш нека влезе да знае како ние влегуваме. Ја имам 3 деца. Тука овие кои има преку 50 деца. Значи да не верувате. У овој кварт 50 деца кои одат на школа. Кроз тој вир поминуваат. 50 деца. Чим да градоначалник не мисли за пут на 21 век овакој да се вози, мои деца да не може да дојде во странство да ме види, јас сам сама с бастун до продавницу не може да иду, па нека ни спрати хеликоптер. Не мора пут, не мора да се направи хеликоптер, на сви ќе се возимо. Дали е 21 век, дали е од 19 и 18 век ми сме имале коцку, а се погледни. Срамота е овој што е.